Почитувани гледачи, полека, но сигурно стасавме во вториот дел од нашата утринска програма. Во вториот дел секако имаме резервирано место за нашите гости. Денеска со мене во студиото е професорката Елисавета Миткова-Жабев, Ангела Спасевска, која што е ученик во гимназијата Кочо Рацин од Велес, и Сандра Ташковска. Тие до неодамна беа и учествуваа на европскиот проект кој што се одржа во Анкара во Турција. Добро утро и добре дојдовте во нашата утринска програма. Добро утро и добро ве најдовме. И чести задоволство ние што не поканевте и што сме дел од вашата утринска емисија. Ви благодарам многу. Ќе започнеме со професорката. Од 19 марта до 26 марта вие учествувавте на европскиот проект кој што се одржа во Анкара во Турција, па еве да ги запознаеме и гледачите за што точно стануваше збор. Да, ви благодарам. Значи, самиот проект се одвиваше и земавме активно учество во проектот од 19 март до 26 март, како што кажавте вие, 2016 година. Самиот проект е од меѓународен карактер. Всушност тоа беше тренинг, курс, обука за вклучување на млади лица со попреченост и без попреченост. Конкретно во нашиот проект, во нашиот тренинг, курс, обука, учествуваа 5 лица со попреченост, од кои тројца беа глувонеми, еден беше слеп и еден беше со забавена моторика и со слаба ментална попреченост, нели со таков слаб развој во психата. Можам да напоменам дека и покрај тоа што бевме нели во една многу тензична ситуација пред самото тргање, во самите подготовки, во самото поаѓање, знаете дека се случуваа многу терористички напади. Да, во тој период. Во тој период, точно во тој период кога требаше ние да одиме, постојано на телевизија, по медиумите се зборуваше тоа. Имавме една доза на страф, една нели тензија која се чувствувавме, но сепак ние бевме многу храбри и решителни затоа што нели ни го возможиле да го посетиме тој тренинг, курс, таа обука, тој проект и сепак храбро тргнавме и настапивме и учествувавме активно во тој тренинг, курс, обука. Самиот тренинг се одвиваше, како што кажав, нели една недела, во кој што постојано се одвиваа интерактивни предавања од страна на обучувачите, тренерите и така натаму. Самите организатори не примија многу добро. Самата организација се одвиваше во најдобар ред. Се чувствувавме многу пријатно и комфортно во самото место и во самиот хотел каде што бевме сместени. Хотелот не беше сместен во центарот на градот, каде што имавме можност, нели, и додека траеше тој тренинг, курс, таа обука, по самите тие, нели, паузи што ни следуваа, малку да излеземе надвор, нели, да го почувствуваме тој турски воздух што се вели, нели, да си ги наполниме батериите за да можеме да присуствуваме на самата обука. Учествувавме од 8 земји, од 8 различни држави. Вкупно бевме 29 младински работници, значи самиот проект беше за младински работници над 18 години. Затоа не случајно се одбрани овие две девојки ученички, Ангела Спасевска и Сандра Ташковска, затоа што и двете имаат над 18 години и можеат да учествуваат на самиот проект. Земји членки бевме ние, Македонија, Романија, Полска, Грција, Португалија, Италија и Турција како сам домакин на самиот тренинг, курс. Учествувавме по тројца членови, учесници, да речам, нели, на самиот проект, од кој што од Македонија бевме само ние трите. Самиот проект е поддржан од Еразмус Плюс програмата, која можеби гледачите имаат слушнато досега, нели, за самата програма Еразмус Плюс, која нуди токму оваков вид на проекти од меѓународен карактер, нови учења, нови знаења, нови вештини и така натаму. Самиот проект вклучуваше предавања, интеракции и работилници токму кон овие, нели, лица што ви ги кажав со попреченост и постојано зема активно учество во сите работилници, предавања што се одржуваа на самиот проект. А која е целта на самиот проект? Всушност, целта на самиот проект има повеќе индикатори, но најглавното, најгенералното што се зборуваше и самата цел беше самата вклученост на токму овие лица со попреченост. Затоа што и самите знаеме дека во општеството има некои бариери кон тие лица, нели секогаш гледаме како
како нели тие лица дека не можат да учествуваат на оваков тип на проекти од меѓународен карактер или токму во такви работилници или во такви некои нели интеракцијски предавања. Токму целта беше да се вклучат тие лица во самиот проект, да учествуваат во сите тие работилници, во тие нели предавања, а исто и другите што бевме вклучени, нели младински работници во самиот проект, да имаме желба да бидеме мотивирани и да знаеме како да се однесуваме со нив и понатаму нели да учествуваме и да бидеме компактни заедно со нив во некои си други меѓународни проекти што ќе се организираат токму нели за таква проблематика. А во какви се проекти учествуваа овие лица со попреченост? Навистина беше интересно затоа што секој од нас не беше воопшто изземан од било која работилница или од било која активност, игра, улога што се случуваше токму во тој проект. Интересното беше со нив затоа што толку беа нели мотивирани, сакаа се да покажат тоа што го знаат и најинтересно беше нивната сесија. Прво почнавме со сесијата на глувонемите. Пред се представија нели самите себе си, од каде доаѓаат, од која држава доаѓаат, која е нивната инволвираност таму се и ни овозможија да научиме мал дел од нивниот интернационален јазик, нели на глувонемите, затоа што во секоја држава, нели во Македонија, Полска, Романија, си имаме нели наш таков јазик кој што се разбираат нели глувонемите, но ние се запознавме со мал дел од интернационалниот јазик кој што секој од нас имаше прилика и шанса да стане и пред сите нели учесници да си го каже своето име токму на тој интернационален јазик. Толку беа, да ви кажам, со самата експресија што ја покажуваа кон нас, толку беа возбудени, толку беа горделиви, што всушност успееа токму они да ни го доловат тој момент, за да можеме ние секој од нас да го научиме нашето име, да си го представиме и да си го кажеме. И најинтересното друго беше тоа што секоја работа се одвиваше после тоа со аплауз, а аплаузот на нивниот интернационален јазик беше токму овој и секогаш ние бевме со дигнати раци, нели, да кажеме благодарност и браво кон сите нели оние учесници што се презентираа самите себе си. После нивната сесија на глувонемите престоеше сесијата на слепиот учесник кој беше исто од Анкара, од Турција. Студент беше на универзитетот таму во Анкара. Исто он ни презентираше како е неговиот живот, како е животот на слепите, како се одвива сето тоа. Доста успешно се справуваше во самиот проект. Ги следеше сите работи нели што се случува. Исто ни презентираше како нели се држи оној тоа нивно помагало, тој стап, нели, како треба да се движи, во кои насоки, како го чувствуваат, нели, моментот. Например, имавме ние шанса да го презентираме сето тоа, исто како, нели, со сесијата на глувонемите, со превес околу очите, нели, ни ги покрија очите, ни го дадоа стапот и да ние да го почувствуваме тој момент, нели, како кој во одредена ситуација можеме да го најдеме во самата просторија, а исто на крајот имаше со еден нели партнер што се вели пријател од учесниците да си го најдеме со превес на очите патот до ресторанот. Ресторанот беше на 8-миот кат, нашата обука се одвиваше на првиот спрат од хотелот и беше многу интересно искуство тоа нели да го доживееме моментот на животот на слепиот, како можеме нели да се движиме по нивниот пат. Во секој случај ова што го кажувате е доста интересно, пред се тука најважно била и дружбата и нели сите оние работи кои што сте ги научиле за време на ова дружење. Да. Ангела, ти и Сандра ја презентиравте македонската кујна и традиција, како се подготвувавте и што се им презентиравте од нашата традиционална храна на овие учесници? Со оглед на тоа дека не ни беше дозволен пристап до кујна, носевме готови производи, како например смоки, ресани, ајвар, дефинитивно нешто што беше прво изедено, сладко, сокови наши, алвата која покрај тоа што и тие ја имаат, нашата е сепак поинаква. Не ни беше дозволен пристап до кујна и тоа беше се што можевме да однесеме, само готови производи. Од сето ова ти што го напомена, тие проба и дали им се допадна нашата храна?
Највеќе ајварот и сладкото. Највеќе ајварот и сладкото. Да. Колку време вас ви беше потребно за да се подготвите за ово учествување? Претходно, однапред се подготвувавте? Да, се подготвувавме, бидејќи се што носевме беа готови производи, се беше купено и немаше никаков проблем. Сандра, на ова учество исто така имаше и представници од другите земји, со што тие се представија таму? Така, значи, покрај Македонија имаше уште 7 други земји учеснички. Како што веќе кажа професорката, учество зема Португалија, Италија, Полска, Романија, Турција, Грција и Бугарија. За време на вечерта која што беше интеркултурна, секоја земја посебно си се представуваше со своја презентација и со свое видео, преку кој ние што можевме да ги видиме нивните држави, нивните традиции, култури. Исто така слушнавме дел од нивната музика, се запознавме со некои нивни танци, а исто така имавме и можност да вкусиме и дел од нивната храна. Да, токму и тоа сакав да те прашам, што вкусивте вие од нивната храна и што највеќе ви се допадна? Така, значи, бидејќи бевме, со оглед на тоа дека бевме 8 земји учеснички, тешко дека можеме од се да пробаме, но тоа што пробавме, за мене барем најголем впечаток остави турската храна, посебно турската баклава и турскиот локум, но секако нели не може да се изостави италијанската тестенина. Супер, одлично. Предпоставувам дека најинтересна од се ви беше дружбата со останатите учесници. Запознавте доста учесници и од останатите земји. Останавте ли во контакт после ова дружење? Така, значи исто како што беше интересна и дружбата, и беа интересни и предавањата. И значи бидејќи бевме 8 земји учеснички, ние стапивме во контакт уште пред тренинг курсот. Се стапивме во контакт преку Facebook група и мислам дека со оглед на тоа дека технологијата денес е дел од нашиот секојдневен живот, мислам дека нема да биде тешко да го одржиме тој контакт. Така и во иднина. Професорке, посетивте неколку дневни центри и се запознавте со тоа како лицата со попреченост работат таму. Да ми кажете нешто повеќе и за тие дневни центри. Да, навистина беше многу неверојатно искуството со тоа што не овозможија да ги посетиме тие дневни центри и покрај тоа што нели на самата обука, на самите предавања можевме да видиме нели како сето тоа функционира, но сепак беше овака многу подобро кога нели одиш и веднаш го гледаш тоа. Општината Анкара ни го овозможи нели таа посета на дневните центри. Ние посетивме 2 типа на дневни центри. Посетивме исто и кафе бар каде што покрај оние што се обучуваат во самиот дневен центар, после тоа ги вработуваат самите лица, ќе ви кажам покасно за тоа, прво да се навратам за дневните центри. Едниот тип на дневен центар кај што беше првата посета, беше голем дневниот центар. Внатре имаше толку многу убави современи училници и работилници, каде што лицата со попреченост, значи имаше од различен карактер таму, имаше со Даунов синдром, со забавена моторика, со слаба ментална ретардација, каде што сите тие лица со попреченост се одредени од каков тип нели на обука на работилница ќе се обучуваат за понатаму нели во иднина за да можат да ги вработат во некои си институции, кафетерии или било каде нели каде што има можност за вработување на тие лица. Организаторите таму исто така не пречека срдечно, каде што ни го презентираа нели дневниот центар, како функционира, како се едуцираат таму нели лицата со попреченост, како се примени од страна нивно, од страна на општеството и така натаму. И самите организатори ни спомнаа дека тие лица со попреченост што се едуцираат и обучуваат таму, се истите тие лица што беа вработени во самата кафетерија каде што не однесоа. Другиот вид на дневен центар беше како еден вид каде што одат и 8 часовно дружење. Одат таму во дневниот центар, нели лицата со попреченост, и имаат исто таму некои си обуки, некои занимливости, активности што ги вршат. Например, во моментот ние кога влеговме, кога не пречекаа исто организаторите на другиот тип на дневен центар, лицата со попреченост има како работилница цртаа.
толку им се познаваше по фацијалната експресија дека се многу возбудени, среќни, затоа што кога им се представивме, нели, дека доаѓаме од толку различни земји и дека сме дошли токму нив да ги посетиме и да видиме нивната комуникација, нивното дружење таму, нивното едуцирање, едноставно, ако верувате, кога сме премногу среќни, кога не знаеме што да направиме, токму го правеа они тоа. Едноставно се тепаа еден со друг, мислам, се тепаа, нели, под наводници, сака кој поправо да каже кој што работи, кој што сработил, кој што сака да направи, пресрекни беа, сакаа да се сликаат со нас. Едноставно не знае како да ги покажат тие нивни емоции и чувства, не можеа да ги сокријат, толку беа, нели, посилни и надвладеани над нив. И навистина беше интересно тоа да го видиме, изработуваа самите рачно, они ги изработуваа од мунивца белегзи, ланчиња, што таму на еден дел им беа наместени, поставени и секој еден посетител, например, во случајот кога ние влеговме таму, можеше да се купи и, нели, тие пари, тие средства остануваат токму таму за нив, нели, за било што да им се овозможи. Исто и за тој дел беа пресрекни затоа што беше виден нивниот труд и, нели, секој еден од нас она што му се допадна го купи. За да се навратам за кафетеријата. Кафетеријата се нарекуваше Кафе Даун. Не случајно беше името затоа што работеа лица со попреченост со Даунов синдром и самата кафетерија се наоѓаше под општината. Значи во склоп на општината беше кафетеријата и многу беа срдечни и многу убаво не пречекаа затоа што, нели, така беа распоредени. Една група беше распоредена на самиот влез, пред да влеземе, друга група беа распоредени, нели, покрај самата кафетерија, па каде да не сместат, другите беа позади шанкот и со љубопитство не пречекуваа и, нели, во исчекување беа што ќе се случи и како ќе се случи и исто организаторката, главната што беше менаџерката на самата кафетерија, кажа дека функционираат како семејство. Најмногу работеа лица со Даунов синдром, дека функционираат како семејство и дека токму тие лица се излезени од тој дневен центар каде што ви напоменав претходно. Претпоставувам дека имавте и повеќе слободно време за да прошетате низ Анкара и да се запознаете со азиската култура и традиција, што се посетивте и какви впечатоци ви остави Анкара. Секако да, и тоа беше дел кој што, нели, сакавме да го видиме градот и да го почувствуваме, нели, тој турски дух, таа турска традиција и култура. После, нели, сето тоа напорно дружење со самите учесници и самиот проект ни овозможи исто така да ги посетиме историските знаменитости во самиот град. Посетивме музеот Ататурк. Навистина, колку и да ви го кажувам, нели, со зборови не може да се опише, затоа што е многу подобро, нели, кога ќе се почувствува и кога ќе се види самото место. Навистина беше прекрасно, беше цело време, беше надвор од градот, поставено така цело беше со цвеќиња, со трева, имаше доста посетеност и други туристи, така да ние се движевме во група, исто ни овозможи да влеземе внатре во музеот, да видиме како изгледа. После посетата на музеот имавме можност да ја посетиме и џамијата. Некои од учесниците првпат, нели, влегуваат и виделе џамија, некои од учесниците веќе виделе, но сепак е поразлично и доста интересно да се види, затоа што знаете како пред да влезеш во џамија, посебно за женскиот пол, ти даваат шамија, мораш да вржиш шамија околу. Така, оние обичаи кои што ги имаат обичаите, тие. да, или ти даваат и сукња да облечеш долго, значи не треба ништо да се гледа. Се соблекуваат обувките и внатре е толку многу големо пространо. Исто имавме прилика да го видиме и оџата во моментот, нели, како пее и како турците се, нели, се клањаат баш во тие моменти кога нели кај нив тоа се случува постојано, секојдневно. Баш турците ни го кажаа тоа дека кај нив се случува 5 пати на ден. Баш ние го имавме прилика да го видиме токму тој момент. Освен историските знаменитости, имавме прилика да разгледаме, нели, и самиот град, центарот, кафетерии, исто имавме и забавен дел каде што не однесоа и во ноќен клуб, за да видиме како, нели, и младите се забавуваат. И тоа беше доста интересно, затоа што, нели, ние имаме еден начин на забава, они си имаат друг начин на забава. Вкусивме исто турска храна, како што кажа Сандра, турската баклава ни остави, нели,
Најголем впечаток. Најголем впечаток, Таа е да, и беше највкусна. многу вкусна, да, точно така. Мислам, не би било добро да не ја пробавме турската баклава и сите кога се вративме, сите Тоа не исто како прашуваат. да дојдеш во Македонија да не пробаш ајвар. Да, ајвар или пинџур. Ете така, да. точно така. Нашите македонски традиционални јадења. Јадење, да. Турција е една од земите каде што има богата култура и традиција, значи сето ова што ни го принесовте многу убаво звучи, а секако нели е уште побаво и доколку се отиде таму и се посети оваа земја. Да. Од сите овие впечатоци, Ангела, кога ќе ги собереме на крај, што би заклучиле? Дефинитивно Турција е преубава држава, а нешто што најмногу ми остави впечаток е храната. Дефинитивно турската баклава и турскиот локум никогаш нема да ги заборавам. Така, Сандра, ти што највеќе нешто ќе издвоиш така посебно како впечаток од оваа земја и од самото учество? Така, значи може да се каже дека ова е незаборавно искуство. Самиот проект, самата дружба, како и посетата на Турција, значи незаборавно искуство и голема благодарност до Еразмус Плюс што овој проект не се овозможи. Дали и во иднина, професорке, ќе се организираат вакви проекти на кои ќе учествува гимназијата Кочо Рацин? Да, значи гимназијата Кочо Рацин е партнер со Еразмус Плюс програмата и постојано се одржуваат и се зема активно учество во низ за проекти. Поточно нашиот проект беше само во еден левел, значи вклучително беше таа седмица, таа тренинг, курс обука и толку, додека се разбира дека ќе продолжи гимназијата да соработува и учествува во низ за други меѓународни проекти. И нас ни беше чест и задоволство што директорот и менаџерскиот тим ни овозможија да учествуваме токму на оваков проект, затоа што беше на вистина големо и неверојатно искуство и за нас, а верувам и за нив, затоа што верувам и дека не сгрешиле што не испратија токму нас на овој меѓународен проект, со кој што морам да напоменам дека се здобивме со меѓународни сертификати, се нарекуваат Youth Pass. Токму нас ни го дадоа само сертификатот првата страна, каде што нели се генералиите од кој тип на проекти така натаму, додека самата организација, самата агенција, ако сака да дознае нели што ние сме направиле, каде сме учествувале, што всушност сме придонеле или како сме били инволвирани во самиот проект, може да го отвори токму таму во таа програма, каде што детално и генерално е опишано се што сме направиле и како сме учествувале во самиот проект, во самата обука. Ви благодарам многу на денешното гостување и на сите оние впечатоци кои што во оваа утринска програма ни ги презентиравте. Се надевам дека и во иднина ќе имате исто така голем број на проекти кои што ќе ги реализирате успешно. Ви благодариме и вас и се најдобро. Почитувани гледачи, сега во продолжение ќе погледнеме еден рекламен блок.